пратеници, почитувани медиуми. Би сакал кратко да кажам неколку работи во врска со кандидатот за член на Уставниот суд, професор доктор Родна Живковска. Сметам дека, пак ќе потенцирам, ќе беше многу пристојно и посоодветно доколку им дадевме можност на самите кандидати да се представат и ние да продолжиме со прашања, коментари, предлози, забелешки кон нив, но за жал тоа не беше поддржано од владеачкото мнозинство. Како и да е, ние ќе се обидеме од она што го знаеме по однос на и овие луѓе кои сепак се јавни личности. Кога збориме за професор доктор Родна Живковска, јас само ќе кажам дека таа како професор на факултет и на Универзитетот Свети Кирил и Методи има објавено повеќе монографии, учебници и учебни помагала, како и коментари на закони. Ќе прочитам само дел од нив. Општ дел на граѓанското право во ведни теми, општ дел на граѓанското право и стварно право, издадени уште 2005 година, општ дел на граѓанското право како и прописи, збирка прописи од стварното право, издадени 2009 година, општ дел на граѓанското право како и коментар на законот за експроприација, издадени 2013 година, коментар на законот за катастар и недвижности, правни норми, промени имот, објекти и граѓанско-правните односи и правните факти, 2017 година правни дела, 2018 година издаден научен труд, како и уште една книга за стварно право и граѓанско право 2021 година. Истата била сенатор во Сенатот на Универзитетот Кирил и Методи, раководител на Институтот за граѓанско право 2016 до 2021 година, раководител на магистерските студии насока граѓанско материјално право и граѓанско процесно право, како и член на Правниот совет за реформи на правосудството при Министерството за правда, како и член на Комисијата за посредување во авторските и другите сродни права при Министерството за култура, како председател на оваа комисија. Потоа била исто така дел од програмскиот совет за уредување на градежното земјиште на Република Македонија како член на Советот. Професор доктор Родна Живковска била и дел од Советот на Адвокатската комора на Република Македонија во периодот од 2006 до 2010 година како член на Адвокатската комора и на нивниот орган Совет на Адвокатска комора, а исто така била и член на други домашни и меѓународни организации кои што имаат експертиза од овие области од правото. Се на се сакам да потенцирам дека се работи за еден истакнат правник, бидејќи не е доволно да дипломирате на правниот факултет за да бидете истакнат правник. Истакнат правник е оној кој што во својата област, дали е таа академска или е примена на право, судска, адвокатска, обвинителска или во меѓународна правна област, покажал забележителни резултати, издал одредени дела и трудови или зад себе има стотици случаи на примена на правото. Сметам дека овие правни области кои што ги покрива професорката Родна Живковска се прилично застапени во представките кои што многу граѓани ги поднесуваат до Уставниот суд и се обидуваат Уставниот суд да остварат некое свое загрозено право кое што било загрозено од друга институција. И затоа ценам дека ваквиот кредибилитет академски, но и практичен, како што го има професорката Родна Живковска, може да биде од голема помош во работата на Уставниот суд и незината стручност и знаење да бидат од голема помош и за странките кои што денес или во иднина ќе имаат потреба да се обратат до Уставниот суд. И тука би сакал да направам една мала споредба, лична споредба според моја проценка, но
пак ќе кажам, ќе беше многу подобро доколку оваа споредба можевме да ја направиме со нивно присуство и во оваа комисија. Споредбата, еве ќе си дозволам да направам споредба за тоа, според издадените стручни трудови, академската, научната, но и практичната кариера во примената на правото, кој е поистакнат правник, дали професорката Родна Живковска или кандидатот за уставен судија Тања Васич Бојаджиева. Ја видовме и биографијата на господјата Тања Васич Бојаджиева, која што има истакнато дека посетувала одредени семинари, курсеви и слично од правна област, работела во кабинетот на министерот за здравство, потоа во кабинетот на министерот за правда, па потоа уште еднаш во Министерството за здравство, но незината биографија е неспоредливо послаба од биографијата на професорката Родна Живковска. Да не збориме за издадени трудови и стручна литература, што кај кандидатката Тања Васич Бојаджиева немаме ниту еден издаден стручен труд, ниту учебник, ниту пак одредени коментари за примена на одредено право, вклучително ниту за право на здравствена заштита или на други области каде што работела во администрацијата. По однос на предавање и обучување на студенти, на адвокати, на правници, на судии, на обвинители, мислам дека професорката Родна Живковска исто така има неспоредливо подобар скор во тој дел, споредено со кандидатката Тања Васич Бојаджиева. И да сумирам, ако се земе во предвид академскиот стаж, стручната примена на правото и издадените трудови од областа на правото, истакнат правник може правилно да се употреби како фраза и дефиниција за професор доктор Родна Живковска, но се сомневам дека за истакнат правник можеме да ја сметаме господјата Тања Васич Бојаджиева, бидејќи нема нешто што ја истакнало во правната фела да оставила некој траен белег, академски или практичен во правната област. Затоа ценам дека оваа биографија на професорката доктор Родна Живковска е незиниот најголем аргумент зошто сметаме дека е квалификувана и дека има капацитет да биде достоинствен, компетентен судија во Уставниот суд и да се грижи она што го има досега објавено и применето во правната наука, истото да го аплицира и при работата во Уставниот суд. Исто така би сакал да споменам дека професорката Родна Живковска има издавано и своји трудови, и своји анализи и истражувања и во не само во домашни македонски стручни списанија кои што го ја третираат правната област, туку и во меѓународни трудови, како што се, ќе набројам неколку, издавање на научен труд Родна Живковска заедно со Тања Пржеска по однос на римското и современото македонско право, издадено во индексот на ИБСЦО, кој што е меѓународен журнал кој што се занимава со правни трудови во оваа област. Исто така, она што можам да го потенцирам е дека незини трудови се издавани и во земјите од регионот, без разлика дали станува збор за Србија, Словенија, Бугарија или други земји, каде што заедно со незини колеги обработувале теми кои што се однесуваат на правото и примената на правото во граѓанската област, во делот на граѓанското право, во делот на стварното право, како и во делот на експроприација и правата на граѓаните во овој контекст. Затоа сметам дека професорката Родна Живковска може да биде соодветен уставен судија и мислам дека е подобра, ако веќе треба да избереме од овие 9 или да направиме ранг листа кој е компетентен или кој е подобар од другиот колега, сметам дека професорката Родна Живковска е подобра од повеќето други кандидати кои што
го искористиле правото да бидат предложени од пратеник во Комисијата за избор и именувања, да бидат кандидати за Уставниот суд. Истовремено тоа што сакам да го кажам е дека таа е редовен професор на факултетот Јустинијан I во Скопје. Избрана е за редовен професор во научната област граѓанско материјално право во 2006 година и од тогаш до денес има долги години на искуство и зад себе повеќе генерации кои што ги учеле правните принципи и постулати во оваа област од Правниот факултет Јустинијан I. И сметам дека ако се земе во предвид дека Универзитетот Свети Кирил и Методи е најдобро рангиран во рамките на Република Македонија како универзитет, а исто така и Правниот факултет Јустинијан I при УКИМ е најдобро рангиран правен факултет споредено со другите правни факултети во државата, тоа дава дополнителен кредит на професорката Родна Живковска да ја сметаме како кредибилен академик и кандидат кој што има животно познавање од правната проблематика и истата ја пренесува на многу генерации правници кои што потоа си ја продолжуваат нивната кариера во различни области. Не би можел да најдам нешто што другите кандидати го имаат повеќе или подобро направено во споредба со професорката Родна Живковска, а исто така може да напоменам дека она што е битно е дека како и многу други професори и судии, професорката Родна Живковска била прогласена за најдобар предавач на Академијата за суди и јавни обвинители со оценка 4,8. Ова е висока оценка и да напоменам дека оваа оценка се добива на тајно гласање од студентите кои што се слушатели на Академијата за суди и јавни обвинители и не може да биде изнудена или наметната од било кој друг, бидејќи самите студенти со непосредно и тајно изјаснување од сите целокупниот број на предавачи што го имаат на Академијата за суди и обвинители се изјаснуваат и истите ги оценуваат. И професорите постојат заради студентите, вклучително и во овој случај. Тоа што дополнително сакам да го напоменам е тоа што професорката Родна Живковска работи со повеќе своји колеги, е тимски работник, тоа и така многу значи и во Уставниот суд, и ако видите голем дел од незините дела се работени заедно со Тања Пржеска, со професорката Лалевска, со поранешниот професор Гале Галев, потоа со Милица Шутова и многу други правници кои што работеле на факултетот Јустинијан I или правници кои што работеле во регионот или пошироко кога се издавале одредени стручни анализи во меѓународни списанија. Затоа дека пред нас имаме кандидат кој што заслужува сериозна поддршка, заслужува можност да биде дел од Уставниот суд, а со незиниот кредибилитет како професор сметам дека доктор Родна Живковска ќе го напреди дополнително и кредибилитетот на Уставниот суд во целина. Она што би сакал како една забелешка да го изнесам на председателката, но таа ќе ми одговори затоа што ова не се случило во незиниот мандат, но веројатно архивата треба да е една и достапна за сите, без разлика на менувањето на поставите во одредено работно тело, тоа вчера го добивме како сознание од еден службеник кој што работи на оваа проблематика во Собранието, дека до Комисијата за избори и именување уште во мај 2021 година доставена е биографија и писмо за намери од страна на судијата Антоанета Димовска, која што лично не ја познавам, но според биографија
видов дека има 25 годишно судско искуство, почнувајќи од најниските до највисоките рангови во Основниот суд 1 и Основниот суд 2. И прашањето е зошто таа биографија и тоа писмо за намери, каде што судијата Антонета Димовска најавила дека се чувствува компетентна и заинтересирана да биде земена во предвид за можен кандидат за член на Уставниот суд, е сокриена и не е споделена со пратениците. Само да ве подсетам, согласно деловникот, секој председател на работно тело, материјалите што ќе ги прими како председател на работно тело е должен во најмала рака истите да ги сподели со членовите на комисијата и со замениците членови на комисијата. Помина една година, а ние за жал се не сме го виделе дописот, иако го знаеме и архивскиот број и содржината, доставен од страна на судијата Антонета Димовска, која што ценела, пак ќе напоменам, не ја познавам лично, дека има кредибилитет и богато работно правничко искуство, како истакнат судија и правник, да биде земена во предвид како можен кандидат за член на Уставниот суд. И недозволиво е вакви поднесоци до собранието кои што се однесуваат на сите пратеници и на многу битна тема да се кријат од другите членови на Комисијата за избор и именување, наместо да се споделат со членовите, па потоа секој член на комисијата или друг пратеник ќе си процени дали таквиот заинтересиран кандидат, кој што уредно најавил своја амбиција за Уставниот суд, заслужува да биде предложен за можен кандидат за член на Уставниот суд. И сметам дека ова е само уште еден показател дека комисијата, зборам во периодот мај 2021 па до вчера, докако кога го добивме овој податок, дека постои таква апликација, не работи транспарентно и ги крие дури и писмата кои што се наменети на сите пратеници, а на стручни лица и судии кои што ценат дека имаат капацитет и доволно професионално искуство за да бидат земени во предвид при номинацијата за членови на Уставниот суд. Толку би имал да кажам, ќе го задржам правото на реплика или контрареплика доколку има, но би замолил, освен ова излагање што го имав, да добиам и одговор за судбината на доставеното писмо и биографија од господја Антонета Димовска, која што во мај 2021 година изразила интерес да биде земена во предвид за номинацијата за член на Уставниот суд. Благодарам.